Добар ден. Согласно член 38 од статутот на општината Битола, службен гласник на општината Битола, број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општината Битола на 18.8.2026 година, вторник, во 10:30 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Елпида Караманди Битола во учебната 2025-26 година. Точка 2. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Елпида Караманди во учебната 26-27 година. Точка број 3. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски Битола во учебната 25-26. Точка број 4. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски во учебната 2026-27 година. Точка број 5. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица во учебната 25-26 година. Точка број 6. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица во учебната 26-27 година. Точка број 7. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 25-26 година. Точка број 8. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Александар Турунџев, село Кукуречани во учебната 26-27 година. Точка број 9. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Кирил и Методи Битола во учебната 25-26 година. Точка број 10. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Кирил и Методи Битола во учебната 26-27 година. Точка 11. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 25-26 година. Точка број 12. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 26-27 година. Точка 13. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 25-26 година. Точка број 14. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 26-27 година. Точка 15. Годишен извештај за работа на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола во учебната 25-26 година. Точка број 16. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола во учебната 26-27 година. Точка 17. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 25-26 година. Точка 18. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 26-27 година. Точка број 19. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Коле Канински Битола во учебната 25-26 година. Точка 20. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Коле Канински Битола во учебната 26-27 година. Точка 21. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Доктор Трифун Пановски Битола во учебната 25-26 година. Точка 22. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Доктор Трифун Пановски Битола во учебната 26-27 година. Точка 23. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола во учебната 25-26 година. Точка број 24. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола во учебната 26-27 година. Точка 25. Одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти по повод фестивалот Широк сокак во Бело, Бела ноќ Битола. Точка 26. Одлука за привремено продолжување на работно време на угостителските објекти по повод интернационалниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки Битола. Точка 27. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 26-27 година. Точка 28. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во средните училишта на подрачјето на општина Битола за учебната 26-27 година. И точка 29. Стратегија за воспоставување на интегриран локален систем за поддршка на женско претприемништво во општина Битола. Вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? 4 гласа за. Констатирам дека е усвоен вака предложениот дневен ред. Можеме да поминиме на точките. Најпрво
би сакала да ја повикам членот од општинската администрација да образложи 29-та точка и да ја ослободиме, дали се согласуваме, па потоа да продолжиме со годишните извештаи и програми. Значи, точка 29, стратегија за воспоставување на интегриран локален систем за поддршка на женското претприемништво во општина Битола. Повелете да ја образложите оваа точка. Ви благодарам. Согласно стратегијата за еднакви можности на општина Битола, а со тоа и програмата за еднакви можности за 2026 година, една од потребите на општината беше изработка на еден ваков стратешки документ. Како што знаете, во општината веќе подолго време функционира и Советот за женско претприемништво, така да потребата од еден ваков стратешки документ и согледување каква е состојбата и кои се можностите за подобрување на женското претприемништво во нашата општина беше неминовно. Преку системот за јавни набавки беше распишан тендер и беше избрана фирма од Скопје Vision, која морам да кажам дека навистина професионално ја го направи овој стратешки документ, секако во соработка со општинската администрација. Овој сам, како што можете да видите, го имате сите овој стратешки документ, дава пред се анализа на локалниот контекст, подкрепено со статистички податоци, добра квантитативно истражување и мислење на ставовите на жените од општината за започнување на сопствен бизнис, како и квалитативно истражување. И она што е многу значајно, дава одредени предлог мерки кои што треба да се спроведат во наредниот период. Добро е што со овој стратешки документ се гледа позицијата на сите чинители кои што се вклучени во општината и кои што делуваат во делот и можат да допринесат за развој на женското претприемништво. Значи, тука не е само општината, тука се државата, нели министерствата, агенцијата за вработување, донаторите, најразлични институции, кои што сите заедно можеме повеќе да допринесеме за поттикнување што повеќе за развој на нови жени претприемачи, како и поддршка на постојните жени кои што имаат сопствен бизнис. Во интерес на времето, значи сите можете да го детално да го видите овој стратешки документ, ќе биде поставен и на веб страната на општина Битола. Она што е значајно и што ни е дадено како улога во наредниот период на општината е да правиме координација помеѓу сите засегнати страни во овој процес и да предлагаме мерки преку Советот за женско претприемништво и програмата за еднакви можности. Една од тие мерки е формирање на виртуелен хаб, каде што ќе бидат поврзани сите чинители на женското претприемништво и ќе се разменуваат информации. Втората предлог мерка е поставување на систем за менторство и експертска поддршка на женското претприемништво, бидејќи од самото истражување произлезе дека голем број од жените кои што имаат сопствен бизнис и понатаму и покрај тоа што го имат им е потребна одредена менторска како и консултативна поддршка, како за постоечките, така и за новите кои што ќе формираат сопствен бизнис. Воспоставување на систем за дигитална комуникација, значи она каде што ќе имаме размена на информации и ќе бидеме во текст со сите случувања, со сите повици, поддршки кои што се даваат од страна на државата и на општината, и секако на крај последната мерка тоа е финансиска поддршка, директна поддршка за формирање на женско, односно за започнување на сопствен бизнис, со тоа што не значи дека општината директно ќе ги дава финансиски средства, тука имаме многу повици, многу донатори кои што секоја година даваат поддршка за започнување на сопствен бизнис. Само од самото истражување произлезе дека голем број од жените немаат информација, значи недостасуваат информации и токму затоа значи ќе се направи сега еден целосен систем каде што ќе можеме сите заедно да допринесеме за што подобро развој на женското претприемништво во нашата општина. Ви благодариме. Дали има прашања по однос на 29-та точка? Доколку нема, можеме да почнеме сега од почеток со дневниот ред. Бидејќи се работи за годишен извештај за претходната учебна година и годишна програма за оваа учебна година, дали се согласуваме директорите заедно да ги образлагаат своите точки, годишен извештај и годишна програма? Ке почнеме значи од првата и втората точка, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Елпида Караманди Битола за 2025-2026 и годишна програма за работа на Општинско основно училиште Елпида Караманди во учебната 26-27 година. Повелете, директорке.
Добар ден на сите. Во Основното училиште Елпида Караманди Битола, учебната 2025-2026 година ја завршија 617 ученици во Централното училиште, 28 ученици во Подрачното училиште во село Цапари и 18 ученици во Подрачното училиште во село Доленци на албански јазик. Во Централното училиште наставата се реализираше во 28 паралелки, во Подрачното училиште во Цапари во 2 комбинирани 4 чисти паралелки и во Подрачното училиште во село Доленци 1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки во оделинска настава. Средниот успех на ниво на училиште за учебната 25-26 година е 4,40. Во текот на ова учебна година се реализираа повеќе активности поврзани со наставата и во наставните активности со цел подобрување на успехот и поведението на учениците. Во текот на годината се извршија неколку инфраструктурни зафати каде што се изврши промена на подот на 2 училници со линолеум под. Исто така во летниот период се продолжи со промена на подовите на уште 3 училници со линолеум под, значи во текот на една година променет е подот на 5 училници. Промена исто така е направена во истите училници на лабавоата и плочките. Исто така, во периодот од февруари до август се реновираше дел од училишната спортска сала и тоа комплетна реконструкција на тоалети, соблекувални, тоалети за ученици со попреченост, поставување на плочки во двата ходници од салата, комплетна промена на електричната инсталација во истата како проект на Министерството за образование и наука. Набавени се нови клупи и столчиња за почетокот на новата учебна година, изработен е проект за оградување на училиштето со цел зачувување на спортскиот терен и поголема безбедност на учениците како и имотот на училиштето. Проектот е даден на одобрување во општина Битола. Ова учебна година запишани се 65 првачиња во Централното училиште, 2 во Подрачното училиште во Цапари и 4 во Доленци. Во новата учебна година училиштето е подготвено да ги прими учениците и новите првачиња во подобрени услови, реновирани училници и опремени со наставни средства и помагала. Благодарам. Благодарам. Можеме да одиме на точка број 3, но претходно ќе ги гласаме овие точки, бидејќи се повеќе точки, така ќе одиме со огласање. Добро, во ред. Точка број 3. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски Битола во учебната 25-26 година и точка број 4. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Климент Охридски за учебната 26-27 година. Молам да ги појасните точките представникот од Основно училиште Климент Охридски. Почитувани советници, јас сум новиот ВД директор, прво да ви се представам на Основно училиште Климент Охридски, Катерина Наумовска. Ќе започнам со годишниот извештај за минатата учебна година и она што кај нас инфраструктурно се сработи. Еден од најголемите зафати беше промена на 80% од кровната конструкција, донација од Јапонска амбасада во вредност од 80.300 евра, која што целосно е реализирана. Се започна со реконструкција на спортските терени, тие веќе се во финална фаза. Се потпиша договор за инсталирање на фотоволтаици, кои што исто се веќе поставени, само што треба да помине процесот на тестирање и веќе се во финална фаза. Беше реконструирана уште една училница за прво оделение. Опремени се 4 училници и дневниот престој со нови столчиња. Уредување преку фарбање и глетување на 1400 метри квадратни на површини од училниците. Замена на метални конструкции и стакла во спортската сала. Набавка на реквизити и помагала за физичко образование, како и нагледни средства и помагала за останатите кабинети по потреба од наставниците. Потпишан е договор со Сдруженијето Невроразлични за изградба на сензорно катче за децата со посебни потреби. Минатата учебна година имавме 12, оваа година имаме 14 такви ученици и постојано се трудиме за подобрување на нивните услови. Па и договорот за отпочнување со средување на сензорното катче веќе е започнат. И набавка на книги за училишната библиотека. Тоа беше она што беше минатата година. Она што е планирано за следната учебна, тоест за тековната учебна година која што ќе почне,
беше инсталирањето на фотоволтаиците, што веќе кажав дека влегуваме во финалната фаза. Да го подкрепиме, да го продолжиме сензорното катче, планирана ни е изградба на лифт за деца со посебни потреби, кој што и тој веќе ќе почне со изработка, веќе сме во преговори, овој период треба да се започне со поставување. Понатаму, целта ни е да ја обновиме фасадата на училиштето за енергетски поефикасни услови. Имаме план за изградба на тоалети за децата со посебни потреби, што би било продолжување на работата на сензорното катче. Замена на преостанатите 20% од кровната конструкција со околу 1000 квадратни метри. Замена на преостанатата дрвена дограма која што ни е во уште еден дел од училиштето. Обновување на училишниот инвентар, секако според потребите на наставниците и на учениците, со цел подобрување на условите за работа и формирање на читачки катичиња. Ви благодарам. Дали има прашања по нас училиштето Елпида Караманди и Климент Охридски за извештајот и годишната програма? Повели Љубе. Сакам само да поздравам ваквата активност на Основното училиште Климент Охридски, како што видовме и за 2025 и за новата 2026 година. И препорачувам и останатите училишта да го следат овој пример. Благодарам. Ова не беше прашање, ова беше пофалба. Благодарам. Одлично. Сите нека продолжат така. Дали можеме да поминиме на, нема други прашања, на точка број 5. Годишен извештај за работа на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица во учебната 25-26 годишна и годишна програма за работата на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица за учебната 26-27 година. Го повикувам представникот да ја појасни точката. Во Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Бистрица, вкупно ученици во 2025-26 341 ученик, во 38 паралелки, од кои 18 чисти паралелки, 6 комбинирани паралелки на настава на македонски наставен јазик и 4 чисти паралелки и 10 комбинирани паралелки со настава на албански јазик. Во отекот на учебната година, за жал, немаше инфраструктурни зафати. Имавме донации од приватни лица, облека за сите ученици од подрачните училишта, од Ваикики, новогодишни пакетчиња од генералниот конзул на Република Албанија и камини печки за грејење за 3 подрачни училишта од приватно лице. Реализирани сите наставни, сите воннаставни активности. Просечниот успех постигнат на крајот на учебната година 4,13 на македонски наставен јазик, на албански јазик 4,02 и вкупно македонски и албански наставен јазик 4,07. Ова е за извештајот. За 2026-27 учебна година имаме запишано 316 ученици, ќе работат 36 паралелки, со тоа што 2 подрачни училишта се ставаат во мирување, тоа се Канино и Породин. Планирани инфраструктурни зафати во оваа учебна година се санација на покрив од азбест во подрачното училиште Острец и во малиот објект во Бистрица. Ќе доставиме барање за енергетско ефикасна фасада, за промена на дограма во централното училиште и асфалтирање на двор и адаптација на просторот за мал спортски терен во подрачното училиште Кравари. Благодарам, директорке. Дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 8, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Александар Турунчев, село Кукуречани за учебната 26-27 година и годишна програма за работа на Општинско основно училиште село Кукуречани за учебната 26-27 година. Повелете. Не е присутен директорот, нема представник.
Во ред, поминуваме на точка број 9. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Кирил и Методи Битола во учебната 25-26 и годишна програма за работа на Општинско основно училиште Кирил и Методи за учебната 26-27 година. Повелете, директорке. Добар ден на сите. Ланската година, односно во учебната 25-26 во Кирил и Методи завршија 375 ученици, од кои што 25 ученици се од подрачното училиште Логоварди. Лани, односно во претходната измината учебна година, во училиштето се набавени смарт табли, инвертер клими, кои што се ставени во подрачното училиште во Логоварди со цел да се одбегни употребата на шпориња на дрва, меѓутоа ќе пробаме и во оваа година да ги доопремиме и останатите училници со клима уреди и да се намали употребата на дрва. Потоа во текот на претходната година набавени се 2 смарт телевизори, опреми за во училниците, санирани се подовите во 2 училници. Во тек е изградба на пристапна рампа во подрачното училиште во село Логоварди. Во тек е исто така и опремување на технички кабинет, односно поставување на компјутери во една од училниците и опремување на таа училница, правење на технички факултет, на технички кабинет. Во наредната година се планира да се започне со проект, односно со фасада, така да знаете како одат процедурите, така да ќе видиме докаде ќе можеме да стигнеме. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминувам на точка број 11. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 25-26 година и точка 12. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 26-27 година. Ја повикувам директорката да ги појасни точките. Во изготвувањето на годишната програма за работа на училиштето во учебната 2026-2027 година беа вклучени наставници, стручни соработници, директорот на училиштето. Годишната програма за работа опфаќа повеќе подрачја што отсликуваат работата на училишната дејност. Сите активности се планирани да се реализираат со максимално искористување на сите потенцијали и ресурси со кои располага училиштето. Во состав на основното училиште Даме Груев работи малото училиште и 2 подрачни училишта во село Долно Оризари и Карамани. Наставата во сите училишта се одвива во 2 смени. Во учебната 2025-26 година наставата е следеа 681 ученик од 1 до 9 одделение. И тоа 356 ученици во централното, 166 во малото училиште, 145 во подрачното училиште во Оризари, 14 ученици во Карамани. Во централното училиште наставата се реализираше во 41 паралелка, а во подрачното Оризари 10 паралелки, во Карамани 2 комбинирани паралелки, со што вкупниот број на паралелки изнесува 43. Врз основа на годишната програма се изработи годишниот извештај, кој има континуитет на претходно искуствено анализирани, согледани и проценувани услови, причини, предности и потешкоти при реализација на планираните програмски содржини. Во учебната 2026-2027 година училиштето ќе продолжи со реализација на национални, локални, меѓународни училишни проекти насочени кон напредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес, развивање на компетенциите кај учениците, поттикнување на инклузивноста, еколошката свест, дигиталната писменост, како и зајакнување на соработката со родителите, локалната заедница и пошироката општествена средина. Во текот на 2025-2026 врз основа на донации и соработка со фирми, невладини организации, родители во нашето училиште набавени се 7 клупи за училишниот ходник, 2 клупи за училишниот двор, донација на мебел од Таскфорс, уредување на наставничка канцеларија, кабинети и училници со истиот мебел, уредување на наставничка канцеларија во малото училиште со мебел и столици, комплетно реновирање на училниците и ходниците во подрачното училиште во Долно Оризари,
комплетно уредување на малата сала во малото училиште, се уште е во тек, комплетно уредување на кабинетот по техничко образование, исто така имаше донација на телевизори од Кромберт и Шуберт, промена на дограма во кабинетот по француски јазик, исто така во тек е и мултифункционално игралиште во Централното училиште, донација на 7 компјутери. Во учебната 2026-2027 година запишани се вкупно 60 ученици во Централното училиште, од кои 13 во Долно Оризари и 2 ученика во Карамани. Во соработка со Министерството за образование и наука, Општина Битола и други релевантни институции ќе се реализираат активности за унапредување, реконструкција, санација, енергетска ефикасност, модернизација и тековно одржување на училишните објекти и инфраструктурата, согласно обезбедените финансиски средства и одобрените проекти. Активностите ќе опфатат реконструктивни и други градежни зафати во Централното училиште, Малото училиште и Подрачното училиште во село Долно Оризари, со цел подобрување на условите за работа и престој на учениците и вработените. Во рамките на проектите планирани се следните активности: реконструкција и уредување на училишните простори и кабинети, адаптација и санација на подрумските простори кои се користат за наставни и други училишни активности, оградување на училишниот двор во Малото училиште, уредување и подобрување на спортските терени во Централното училиште, унапредување на спортска инфраструктура и услови за физичко образование во Подрачното училиште во село Долно Оризари. Носители на активностите ќе бидат директорот, стручните соработници, наставниците и другите вработени во училиштето во соработка со локалната самоуправа, институциите, организациите и партнерите. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 13, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 25-26 година и точка 14, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 26-27. Повелете, директоре, да ги појасните двете точки. Почитувани советници, колеги и колешки, основното училиште Стив Наумов во изминатата година и претходните имаше сериозни зафати во однос на инфраструктурата и прво, можем да се пофалам, зелено училиште во општина Битола. Што тоа значи? Дека во основното училиште Стив Наумов е променета целокупната дограма, поставена енергетско ефикасна фасада, поставени се фотоволтаици и енергенсите на нафта кои се штетни по животната околина, се променети со новите топлински пумпи кои веќе ги имаме и се очекува да проработат на почетокот на нова грејна сезона. Исто така е почната спортската сала која се чекаше 70 години, 900 деца во основното училиште Стив Наумов со нетрпение очекуваат. Со тоа сметам дека се заокружува еден процес на сериозно и европско училиште, кој секако има се уште работа и нема ние да застанеме тука. Назад имаме еден огромен двор каде што се посадени со однос на донација 150 садници на дрва. Поставена отворена училница каде што сега е во Европа, можем да кажам, тренд на одржување на настава надвор од училишните клупи и користењето на телефонија, се запознаат со природата. Таа исто така донација од 200.000 денари од Кромберт и Шуберт, со тоа ние не застануваме, продолжуваме и внатре во самото училиште се реновирани неколку училници, планиране 15% кров да се замени, со тоа се завршува приказната Стив Наумов и сметам дека општината можеби средствата да ги користи во другите училишта се завршат и да овозможиме услови на младите деца да ги користат и знаењата од страна на професорите, но исто така и инфраструктурата да се чувствуваат како дома. Со тоа би ја задржале и младината и днината во оваа наша Битола и во оваа наша Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, продолжуваме понатаму. Точка 15, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола за учебната 25-26 година и годишна програма за работа на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола во учебната 26-27. Повелете, директорке. Благодарам. Добар ден и од мене до сите присутни во салата. Во однос на двете точки ќе се обидам да направам една симбиоза, еден сплет од активности.
дел што се реализирани, а дел што планираме да ги реализираме. Во годишниот извештај, кој што се состои од два дела, значи во едниот дел се представува реализацијата на воспитно-образовната работа, останатиот е дел каде што имаме статистички податоци и дел од сработените инфраструктурни активности. Вкупната бројка на ученици во минатата година изнесуваше 510, распределени во 37 паралелки. Наставата се реализира на два наставни јазици, на македонски и албански наставен јазик, со вкупно 83 вработени. Во Гоце Делчев беа реализирани доста активности, почнувајќи од вон наставните со учениците, преку 120. Понатаму учениците беа доста мотивирани од страна на наставниците и имаше учество на повеќе од 134 надпревари и освоени општински, регионални и меѓународни надпревари, што навистина од нашата самоевалуација која што сега ја спроведувавме, им значи особено на родителите, дури им недостасуваат и понатаму што е можно поголем број на вон наставни активности, а се гордо за нашето училиште. Од страна на инфраструктурните активности во тек и се завршните веќе финални активности за изградбата на спортските игралишта и во првиот блок, каде што се наоѓаат трите училишни згради, и во вториот блок на училиштето. Тука особено значајно е што со дополнителни средства од страна на општината беше направена и промена комплетна на водоводната мрежа која што се наоѓа под самите игралишта и со тоа би избегнале една голема катастрофа во иднина доколку настане оштетување на веќе застарените постоечки водоводни цевки. Сметаме дека овај дел, кој што ни беше и приоритет во годишната програма во минатата учебна година, е реализиран и не останува за следната, освен до осовременување на училишниот двор, онаму каде што има простор за партнерско уредување, засадување на дел на тревна површина, но тоа е многу мал дел. Училиштата и во првиот и во вториот блок, односно училишните згради, се веќе оградени, заградени, поставени се врати уште во минатата година. Сега ни останува исто веќе во набавка сме и на врата во турското така наречено училиште. Внатрешно уредување на доста голем простор, на околу повеќе од 700-800 негде метри квадратни површина на училишен ходник. Направено е комплетно молерисување, бојадисување, односно санирање на оштетените ѕидови и во првата зграда, каде што ни учат првачињата, и на првиот и на вториот спрат, исто така и во четвртиот блок. Ни останува во иднина, планирано во годишната програма, опремување на кабинет по информатика и опремување со компјутерска техника, која што веќе ја имавме сега и добиено околу 5 компјутери, кои што ќе ни бидат сосема доволни за реализација на кабинет, односно на настава по информатика и техничко со учениците од одделенска настава. Што се однесува до ова учебна година, бројката на ученици ни е приближно скоро иста, бидејќи еве и сега во најава се доста ученици кои што се запишуваат, односно се враќаат од соседните држави, така да не можам точно да кажам точна бројка, но околу 500 сигурно ќе реализираат настава. Бројот на вработените ни останува и понатамо ист, а како идни приоритети, еден од најголемите приоритетни е проектот кој што сакаме да се реализира и веќе имаме одобрен проект за енергетска ефикасност, значи промена на кров, дограма и фасада во првиот блок во трите училишни згради. Мислам дека во тек е постапката и се надеваме на комплетно реновирање на овие три училишни згради. Останува и понатаму во приоритетните задачи поддршка на учениците, на наставниците, како и родителите, реализација на доста вон наставни активности, како и надпревари, се што ќе придонесе за продлабочување на знањата и подигнување на квалитетот на воспитно-образовната работа. Ви благодарам, директорке. Дали има прашања? Доколку нема, точка 17. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 25-26 година. Точка 18. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев во учебната 26-27 година. Повелете, директорке, образложете ги овие две точки. Благодарам, председателка, почитувани советници, почитувани присутни.
Дозволете ми во едно кратко излагање да се осврнам на реализираните активности во учебната 25-26 година, но и на насоките со кои ќе започнеме новата учебна година. Учебната 25-26 година ја завршија вкупно 589 ученици, организирани во 36 паралелки од редовна настава и 3 паралелки од посебните паралелки, од кои една комбинирана. Изминатата година за нашето училиште беше голема година на организацијско работење, видливи подобрувања и зајакнување на развојните процеси. Покрај редовната воспитно-образовна работа, особено внимание посветивме на подобрување на условите во кои учат учениците. Свесни сме дека квалитетната настава не зависи само од програмите и кадарот, туку и од просторот, опремата, безбедноста, поддршката и целокупната атмосфера во училиштето. Така да, во периодот септември 25 август 26 беа реализирани повеќе конкретни инфраструктурни и материјално-технички подобрувања. Опремени беа кабинетите по биологија и математика со нови клупи и столчиња. Училишната библиотека доби клима уред и стана попријатно место за престој. Извршена е адаптација и поправка на компјутери за кабинетот по техничко образование. Набавени се бели табли, заменето оштетено армирано стакло на влезните врати во спортската сала, саниран оштетен под во административни простории, поставени се рефлектори за осветлување на училишниот двор и игралиштето, како и видеонадзор кон задниот дел кај игралиштата. Овие зафати може би поединечно изгледаат мали, но за секојдневното функционирање на училиштето имаат големо значење. Особено би истакнала започнатата реконструкција на спортските терени, кои долги години беа дел од развојните планови на училиштето. Со нивното ставање во функција, учениците ќе добијат многу подобри услови за физичко и здравствено образование. Паралелно со тоа обезбедена е проектна документација за санација и замена на кровниот покривач на спортската сала, а отпочната и постапка за конечно решавање на имотно-правните прашања околу објектот, што е клучно, главниот објект, училишниот објект, што е клучно за идни апликации и посериозни реконструкцијски зафати. Она на што сме особено горди е што подобрувањата во училиштето се резултат на силна соработка со родителите и училишната заедница. Во текот на годината реализиравме настани кои го обединија училиштето. Со поддршка на родителите и преку средства собрани од овие настани, обезбедивме и инсталиравме опрема за училишен разглас со звучници, миксејта, микрофони и потребна придружна опрема. Разгласот веќе е во функција цела година и придонесува за попријатна атмосфера за време на одморите. Во делот на поддршка на учениците сакам да истакнам дека училиштето и изминатата година работеше на обезбедување еднакви можности за учениците на кои им е потребна дополнителна поддршка. Преку соработка со Детската фондација Песталоци беа стипендирани 20 ученици со надмината возраст, а во мај 26 беше подпишан и нов меморандум за соработка за проектот за јакнување на инклузија на деца со посебни образовни потреби. Со тоа училиштето продолжува да биде вклучено во активности за стипендирање, обуки на наставен кадар, мали грантови и слично. Дополнително преку проектот Среќа, покрај ранци и училишен прибор за учениците, кои секоја година ги обезбедуваме, успеавме да возможиме една ученичка од 5-то деление да отиде на камп во Грција, а со ова пренесуваме порака дека училиштето треба да отвора можности, особено таму каде што тие можности најмногу не достигаат. Новата учебна година ќе ја започнеме со 587 ученици во моментов. Уписите се уште траат во нашето училиште. Еве денес запишавме ново учениче. Во новата учебна година продолжуваме во истата насока. Ќе се стави во функција втор кабинет по техничко образование и информатика со 20 комплети компјутерска опрема. Ќе се уреди кабинетот по германски јазик со нов мебел и смарт телевизор. Веќе се пристигнати. Ќе продолжи до опремувањето на училниците за прво оделение. Во делот на инклузијата ќе продолжи напредувањето на Центарот за поддршка на учењето на ученици со попреченост. Таму во тек се зафати на освежување и подобрување на просторот, но и на подобра организација за поддршка. Особено значајна е подготовката на ресурсната тивка соба, која ќе биде наменета за ученици со посебни образовни потреби, кои следат редовна настава,
за индивидуална работа, сензорна регулација, краток одмор и секако полесно враќање на тие ученици во наставниот процес. Секако со нетепение се очекува да се пуштат во употреба новите спортски терени за фудбал, кошарка, одбојка и дел за фитнес. Покрај тоа, преку проектот Зелена иднина од градинка до училиште, од кој веќе добивме позитивен одговор, планираме раззеленување и уредување на дел од училишниот двор со создавање на една зелена училница на отворено. Тоа ќе биде простор каде учениците ќе можат да учат, да истражуваат, да создаваат и да развиваат однос кон природата. Годишната програма предвидува и посилно ученичко учество. Учениците треба да бидат слушнати, вклучени и охрабрени, да учествуваат во решавање на прашања што ги засегаат и да развиваат чувство на одговорност кон училиштето. Соработката со родителите останува еден од клучните приоритети. Ќе продолжиме со истото темпо со вклучување на родителите во активности кои придонесуваат за подобри услови и посилна училишна заедница. Во новата учебна година училиштето ќе продолжи со значајни проекти кои директно го поддржуваат квалитетот на наставата. Како добитници на втора награда за примена на кодирање со микробит во првата фаза на проектот Училишта на 21 век, нашето училиште е избрано да биде дел и од втората фаза, со што уште од овој месец започнуваат обуки за наставниот кадар за дигитални вештини. Ќе продолжиме и со активностите во рамки на проектот Квалитетно образование за сите, поддржан од Светска банка, кој е насочен кон унапредување на демократската култура, инклузија и квалитет на образование. На крај можам да кажам дека Основното училиште Ѓорги Сугарев Битола во изминатата година покажа дека со јасна визија, посветена работа, поддршка од општина Битола, родителите и партнерите може да се создадат видливи промени. Нашата цел е училиштето да продолжи да се развива како безбедна, инклузивна, современа и жива училишна средина. Ви благодарам за досегашната поддршка и верувам дека заедно ќе продолжиме да создаваме подобри услови за нашите ученици. Благодариме директорке. Бидејќи тука е директорот на Општинско основно училиште Александар Турунчев, село Кукуречани, можеме да се вратиме на 7 и 8 точка. Директоре, спремен? Значи, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Александар Турунчев, село Кукуречани 25-26 и годишна програма на Општинско основно училиште за учебната 26-27. Повелете да ги образложите точките. Добар ден на сите. Најпрво се извинувам малку задоцнив. Годишниот извештај ги содржи се она што е сработено, односно реализирано во изминатата учебна година. Тука, покрај тоа што имавме некои зафати во училиштето за подобрување на условите за учениците, се содржи и успехот и постигнатиот успех на учениците. Годишната програма во годишната програма составен дел е сето она што се планира во идната учебна година да се реализира. Тука е прилично училиштето во село Кукуречани Александар Турунчев има добри услови за работа на учениците. Останува во текот на оваа учебна година да се доопремат некои кабинети, наставата се одвива кабинетски, со некои ситници да ги наречам да се доопремат некои кабинети, и секако малку да се подобрат условите во подрачните училишта кои што се 5 во составот на Александар Турунчев. Учебната година ја завршивме со 140 ученици, ја почнуваме со 143 ученици. Тоа е уписите на првачиња завршени се. Тоа е нешто посебно да се истакне, нема. Благодарам. Дали има прашања по однос на претходните две точки и овие две точки? Ако нема, продолжуваме понатаму. Точка 19. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Коле Канински Битола во учебната 26-27 година и 25-26 и годишна програма на Општинско основно училиште Коле Канински за учебната 26-27. Повелете директорке по однос на овие две точки. Ви благодарам. Добар ден на сите.
Почитувани советници, кратко за годишниот извештај на Општинското основно училиште Коле Канински Битола за учебната 2025-2026 година. Вкупниот број на ученици кои завршија ова учебна година 2025-2026 година во основното училиште Коле Канински е 758 ученици, распределени во 46 паралелки, и тоа 6 ученици во матичното училиште, 56 ученици во подрачното училиште во село Буково, 100 ученици во подрачното училиште Буковски Ливади и 2 ученика во подрачното училиште во село Поешево. Вкупниот број на ученици во оделенска настава е 427, додека во предметна настава е 331 ученик. Вкупните планирања за учебната 25-26 година се целосно реализирани како во задолжителна настава, изборна настава, така и во другите видови настава. Целокупната работа во текот на учебната година беше следена од директорот, стручната служба на училиштето, педагог, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, ДПИ, советници од БРО. Беа реализирани многу проекти, како МИО проектот, за кој од Министерството за образование добивме и грант. Потоа успешно е реализиран и Еразмус проект ослободување на 4 ЦМОК-та, учење за иновативно образование, проект кој што има за цел да придонесе кон создавање современа, иновативна и дигитална подготвена училишна средина преку јакнење на компетенциите на наставниците и примена на современи методи на учење и поучување. Во фокусот на проектот е развојот на 4 клучни компетенции на 21 век: креативност, критичко размислување, комуникација и соработка, како и развивање на дигиталните компетенции неопходни за успешно реализирање на наставниот процес. Беа реализирани и екопроекти, успешно беше реализиран и проектот Караван на пријателството, односно оваа година бевме гости во Босна и Херцеговина, во нашето збратимено училиште во Бања Лука, каде што дел од учениците имаа можност да другаруваат со наивни врсници од цела Југославија. Нашите ученици активно учествуваа на општински, регионални и државни надпревари и имаме околу 205 наградени ученици. Во соработка со Сдруженијето за поддршка на развој на училиштата од Македонија, со седиште во Америка, веќе трета година се реализираше донација преку апликација за грант проекти. Оваа година донацијата се однесуваше со тоа што машката и женската соблекувална, која претходно беше целосно реновирана, ја доопремивме со клупи во кои што учениците ќе можат да речам удобно да се преслекуваат и да си ги остават нивните работи на клупите и при тоа набавивме поголем број на клупи кои ќе бидат поставени низ сите ходници, бидејќи во Централното основно училиште имаме кабинетска настава и често се случуваше учениците додека да влизат пример за на час, да треба да седат простум, да заврши големиот одмор, и сега ќе имат многу подобри услови, нема да можат и нема да има потреба да се расфрлаат чанти, вентијаги по ходниците како што беше досега пракса. И што сакам да напоменам, дека во централните и подрачните училишта буквално сите училници се опремени со интерактивни табли, проектори, набавени се дидактички помагала и имаат непречени услови за одвивање на квалитетна настава. Исто така во подрачното училиште во Буковски Ливади е решен еден долгогодишен горлив проблем, односно конечно е решено прашањето со затоплувањето, бидејќи имаше голем проблем, и така да ова зима учениците за прв пат имаа грејење, се извинувам, на топлотни пумпи. И следен момент кој треба да се сподели дека во подрачното училиште во Буковски Ливади ќе има и енергетски ефикасна фасада, со тоа значително условите ќе се подобрат. Во тек е изградба на подрачното училиште до 9 оделение во Буковски Ливади, активно се работи на тоа. И во годишната програма за 2026-2027 година како приоритетна цел не завршувањето на комплетното реновирање на 51 тоалет во основното училиште во Коле Канински. И тоа е
најкратко што можам да го споделам, имаме некакви, нормално во годишната програма имаме статистички податоци дека има 96 вработени сме, 72 вработени се наставен кадар, 5 стручни соработници, 3 административни работници, 15 помошен технички кадар, 1 директор. Ова година ќе имаме 590 ученици во Централното, 50 во Буково, 95 ученици во Буковски ливади и 1 дете во Поешево, односно вкупно ова година ќе започнеме со 744 ученици. Благодарам. Благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, преминувам на точка 21 и 22. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште доктор Трифун Пановски Битола во учебната 25-26 и точка 22. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште доктор Трифун Пановски Битола во учебната 26-27 година. Повелете. Добар ден, почитувани присутни. Јас сум Теодора Трифуновска, психолог во Основното училиште доктор Трифун Пановски. За жал, директорката од оправдани причини денес не можеше да биде тука. Јас накратко ќе се обидам да презентирам она што е содржано во нашите стратешки документи, извештајот и годишната програма. Секако вие ги имате на увид и нема да ве заморувам со премногу податоци. Во врска со извештајот, зад нас е уште една успешна учебна година. Сите активности кои се поврзани со редовната настава, во наставните активности се опишани во извештајот за работа на училиштето. Во нашето училиште минатата учебна година имаше 303 ученици, 18 паралелки во Централното училиште и 4 паралелки во подрачните училишта. Сите завршија, средниот успех на ниво на училиште е 4,18. Ние секако најмило ни е да се пофалиме со успесите на учениците, како и секоја учебна година, така и минатата. Имавме преку 100 освоени места на општински, регионални, државни, меѓународни надпревари, зашто секако стои неуморна работа на целокупниот тим во училиштето, наставниците, стручната служба и секако директорката, која ни е голема поддршка во сите активности кои ги работиме во училиштето. Во училиштето постојано се вложува за подобрување на условите и квалитетот на воспитно-образовната работа и оваа учебна година се реновира неколку училници, се поставија нови врати во новиот дел од училиштето во училниците, се постави под и целосно се реновираше канцеларијата кај секретарот. Во моментот со поддршка на локалната самоуправа се реновира кабинетот по историја, нов мебел се постави во неколку училници, значи клупи, столчиња и шкафови. Се овозможи целосно опрема за музичко озвучување за кабинетот по музичко и секако за оние приредби кои ги одржуваме во училиштето, која ни беше и такако потребна, на голема радост и на учениците пред се. За новата учебна година во годишната програма пред се ни е приоритет спортските терени, кои очекуваме во наредната година конечно да се направат, за кои е изработен и проект, исто така енергетски ефикасната фасада и покрив за кои исто така е изработен проект од страна на општина Битола. Се надеваме дека во наредната учебна година ќе ги добиеме. Промена на бројот на ученици за новата учебна година нема значаен, бидејќи запишавме 28 првачиња, а испративме 29 оделенци, така што бројката останува иста. И тоа би било накратко. Благодарам. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминувам на точка број 23, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола во учебната 25-26 и точка 24, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола за учебната 26-27. Повелете, директорке, по однос на овие две точки. Благодарам. Наставата во 2025-26 година во Основното училиште Тодор Ангелевски ја започна 834 ученици, ја заврши 843 ученици.
Реализиран е финансискиот план за 2005-2026 година во координација со општината Битола. Исто така извршена е санација на оштетените прозорци, опремена е училницата во подрачното училиште во Горна Оризари со нов инвентар, клупи, столчиња, мебел за училницата и за учениците. Извршено е стружење, лакирање на повеќе училници, наставничката канцеларија, во тек е уредување на спортската сала во подрачното училиште и на кабинетот по математика. Со донација се опремени училниците со чешми, мијалници и дисперзери за сапуни. Исто така заменети се WC шолите, казанчињата во училишните тоалети. Со помош на Министерството, благодарение на Министерството за образование, општината преуреден е училишниот двор. Училишниот двор доби нови два спортски терени, едно ракометно и едно игралиште за мал фудбал, летна училница со амфитеатар и хортикултурно уредување на дворот. Поставен е исто така и видеонадзор за обезбедување на безбедноста на училишниот двор и на училиштето. Спроведена е нова водоводна инсталација во подрачното училиште во населба Стрелиште и поплочена е патеката на влезот во училиштето. Заменет е инвентарот во една училница, извршено е стружење и лакирање на истата. Исто така сменета е дограмата во трите училници во подрачното училиште. Во Централното училиште реконструиран е кабинетот по германски, заменето е електричното осветлување во училиштето, санирана е кровната конструкција во рамките на можностите. Осветлен е влезот на училиштето со рефлектори со сензори, заменети се кадроните на клупите за посетители, уреден е излогот за трофеи, бојадисан е главниот ходник и во тек е бојадисување на дворешните ѕидови на училиштето, isфарбани се кабинети и училници, училишни ходници, обезбеден е паркинг за наставници, поставен е исто така видеонадзор и засилена е аларм мрежата, Кабинетите се доопремени со компјутерска опрема, принтери, копири, бироа за службата, столици за наставниците во сите училници на првиот кат. Училиштето е вклучено во неколку проекти и продолжува и понатаму во активно учество зазема во нови проекти. За наредната година, ова учебна година ќе започнат 823 ученици, 82 првачиња. Училиштето беше вклучено во оптимизацијата и оптимизиравме едно прво и едно шесто одделение. Сега учебната година ја започнуваме со 51 паралелка. Од капитални инвестиции очекуваме да се започне со изградбата на салата во Централното училиште. Голема благодарност до Министерството, општината, локалната заедница, донаторите, родителите и посветеноста на наставниците, без кој не би можел да се реализира воспитно-образовниот процес. Ви благодарам, директорке. Дали има прашања по однос на овие две точки? Повели, Софија? Ви благодарам. Точно така, им посакуваме успешна реализација и на новите годишни програми и да имат уште успешни извештаи наредната година тука. Успешен почеток за кратко
И можеме да продолжиме со точка број 2, доколку нема прашања за точка 25, одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти по повод фестивалот Чироксо какво бело, Бела ноќ Битола. Нема да се образлага оваа точка. Ке гласаме, после ке преминиме на гласање. И точка 26, одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти по повод интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки Битола. И точка 27, решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во основните училишта на подрачјето на општината Битола. И точка 28, решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните училишта во подрачјето на општина Битола за учебната 26-27. Повелете, директорке. Добар ден на сите, почитувани советници, почитувани колеги директори. Гимназијата Јосип Броз Тито Битола уште во првиот уписен рок ја пополни бројката на предвидени ученици за учебната 2026-2027 година. Меѓутоа, како и секоја година, бараме согласност за помал број во група на паралелки согласно вториот и третиот странски јазик и согласно изборните подрачја во трета и во четврта година. Дали сакате да ги читам сите паралелки и по јазици? Нема потреба, мислам. Еве, например, вторострански јазик, една група за вторострански јазик германски, во прва 10 ученици, останатите се француски. Една група за вторострански јазик француски јазик, во прва 5 има 9 ученици, останатите се германски. Една група за вторострански италијански јазик, со следниот број на ученици, во прва 2 има 13 ученици, останатите се германски. Сакате да продолжам? Нема потреба, јасно, овие точки се секогаш дел од дневниот ред. Да, ви благодарам. Ако нема прашања, 29-та точка веќе ја разгледавме и поминуваме на гласање на точките од дневниот ред, од точка број 1 до точка 29. Членови на комисијата, повелете. Да, сега почнуваме. Да. Ќе одиме точка по точка. Точка број 1, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Елпида Караманди Битола во учебната 25-26 година. Ве повикувам да гласаме. Првата точка е усвоена со 3 гласа за и еден глас воздржан. Точка број 2, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Елпида Караманди Битола во учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка број 3, годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски Битола за учебната 25-26 година. 3 гласови за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка број 4, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Свети Климент Охридски Битола за учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка број 5, годишен извештај за работа на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков село Бистрица во учебната 25-26 година. 3 за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка број 6, годишна програма за работа на Општинско основно училиште Крсте Петков Мисирков село Бистрица за учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка број 7. Годишен извештај за работа на Општинско основно училиште Александар Турунџев село Кукуречани во учебната 25-26 година. 3 гласови за,
1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка број 8. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Александар Турунчев, село Кукуречани во учебната 26-27 година. Три гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка број 9. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Кирил и Методи Битола во учебната 25-26 година. Три гласови за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка број 10. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Кирил и Методи Битола во учебната 26-27 година. 3 гласови за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 11. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 25-26 година. 3 гласови за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 12. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Даме Груев Битола во учебната 26-27 година. 3 гласови за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 13. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 25-26 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка 14. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Стив Наумов Битола во учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка број 15. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола во учебната 25-26 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 16. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Гоце Делчев Битола во учебната 26-27 година. Со 3 гласа за и 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 17. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 25-26 година. 2 гласа за, 1 се изема и 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Ѓорги Сугарев Битола во учебната 26-27 година. 2 гласови за, 1 се изема и 1 воздржан. Точка 19. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Коле Канински Битола во учебната 25-26 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка 20. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Коле Канински Битола во учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 21. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Доктор Трифун Пановски Битола во учебната 25-26 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 22. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Доктор Трифун Пановски Битола во учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка 23. Годишен извештај за работата на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола во учебната 25-26 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 24. Годишна програма за работа на Општинско основно училиште Тодор Ангелевски Битола во учебната 26-27 година. 3 гласа за,
1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. Точка 25. Одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти по повод фестивалот Чирок со какво бело бела ноќ Битола. Четири гласа за, значи едногласно констатирам дека оваа точка е усвоена. Точка 26. Одлука за привремено продолжување на работното време на угостителските објекти по повод Интернационалниот фестивал на филмска камера браќа Манаки Битола. Едногласно, 4 гласови за и оваа точка е усвоена. Точка 27. Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во основните училишта на подрачјето на општината Битола за учебната 26-27 година. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е усвоена. Точка 28. Решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици во средните училишта на подрачјето на општината Битола за учебната 26-27 година. 3 гласови за, 1 воздржан. Констатирам дека и оваа точка е усвоена. И последната точка, точка 29, стратегија за воспоставување на интегриран локален систем за поддршка на женско предприемништво на општината Битола. Повелете да гласаме. 4 гласа за, едногласно констатирам дека и оваа точка е усвоена. Со ова го исцрпуваме дневниот ред. Ви посекувам убав и пријатен ден на сите.